Мултикултурата, особено за мали и за помали земји, како Македонија, треба да представува богатство. И тоа од креативен аспект носи многу или треба да или треба да донесе многу. Од таа страна убав е тој проект Едно општество за сите, опфаќа значи и работи кои се надвор од културата, меѓутоа сакам да кажам дека тоа што во оваа наша земја постојат повеќе култури кои се испреплетуваат, влијаат на едно себе, дека тоа е огромно богатство за една држава. Ќе илустрирам на еден пример, а можам да кажам повеќе. Самиот джез не случајно е настанат во Нью Орлеанс. Настанат е во Нью Орлеанс, зашто тамо биле во еден период од 100 години. Нью Орлеанс бил и под шпанци, и под французи, и под овие, и под оние. И тамо, например, прв пат дошло до полека ослободување од робството што го имале црните доселеници од Африка. Тоа било прво место кај што се обединала европската музика, пред се класичката, дувачките од крести и она што било донесено од Африка. Во место кое го имало првиот демократски изблик на соживот. Има многу примери вакви. И тоа е затоа ја викам за Офест, дека политичкото значење на Офест е поголемо од джезот. Ако сакаш ти нашата музика да ти се почитува, тоа словенците го сватија многу. И ова е инспирирано од еден словенички фестивал Офест. Словенците го сватија. Ти треба да ја донесеш и светската музика на малите земји, не само англосаксонската, која е изворедна, и на тој начин да успоставиш двостранна комуникација.